тие в повелата. Може. Може. Почитувана председавачка, почитувани колеги пратеници, стари и нови, сакам да проблематизирам извештајот на верификационата комисија, токму поради тоа и баравме она што ни следуваше, да имаме член во верификационата комисија. Како професор по право, кој не бил асистент на сопствениот татко, можам да ви посочам, не сте ВМРО-вци ако не ја спиберите од почеток. Значи, извештајот на Државната изборна комисија, почитувана председателка на верификационата комисија, не соодветствува со вашиот извештај. Вие тоа немате ниту уставно, ниту законско, ниту деловничко право да го правите. И ајде да видиме каде се погрешивте при верификувањето на мандатите, кој што, да не заборавиме, Левица беше единствената партија која што бараше да не постои како институт, затоа што постоењето на овој институт е оставштина од социјализмот, кога имало депутатски, делегатски систем, сега имаме парламентарна демократија. Но вие, сакајќи да го шверцате тој деловник, онака како што го шверцавте заедно со Дуј тогаш, го оставивте како институт. Ајде сега да видиме степ бај степ, да го проблематизираме мандатот на еден градоначалник од вашата коалиција, тоа е градоначалникот Билјал Касами. Како оди процедурата? Значи, процедурата е кој сака да биде пратеник преку партиски листи или независни се кандидира до ДИК. Така сите сме се кандидирале во одредени временски рокови. Кога поднесуваме изјава до ДИК, има еден образец број 1 врз основа на член 65 став 5 од изборниот законник и во таа изјава вели изјава за прифаќање на кандидатура. Да биде појасно за јавноста, во изјавата вели се согласувам со кандидатурата за избор на пратеник во собранието во листата на изборна единица таа поднесена од тој и тој. И има еден битен детал, вика оваа изјава е неотповиклива. Тоа значи од моментот кога ќе ја поднесеме до ДИК до моментот на верификација на мандатот не можете да повлечете нешто што немате. Следно што дава ДИК е ова уверение за избран пратеник кое што сите го имаме денеска и таму вели според резултатите од изборите тој и тој е избран со архивски број потпишано од Даштевски. Овие две изјави си ги потпишал Билјал Касами. Оваа изјава си ја потпишал, си земал уверение дечкото, си земал и дошол сега и му рекле овие ваши правници, абе како така ќе ти заврши мандатот градоначалнички? И што правите вие? Измислувате сега топла вода, како талјат џафери на времето, измислувате некое право кое што не постои. И ајде да видиме. И сега дечково Билјал Касами ни дава нас изјава. И ни вика во изјавава, вика, поради укажаната потреба, вика, која потреба, бе, дечко? Сам си потпишал, кој те тераше да се кандидираш? Вика, јас Билјал Касами, вика, се откажувам од пратеничкиот мандат. На страна 18 во извештајот на ДИК стои името на Билјал Касами и сега правниците сите као квестио юриси го поставуваме прашање како бе можеш да се откажеш од нешто што го немаш. Ти немаш мандат па да се откажеш од мандат. Ајде да видиме кога го стекнуваш мандатот. Во член 13 вели врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за избор на секој пратеник, верификационата комисија, тоа бевте вие, со двајца ВМРО-вци внатре, а требаше еден, вели на собранието му поднесува писмен извештај со предлог за верификација. Врз основа на извештајот од ДИК, каде што стои името на Билјал Касами, не врз основа на изјава, почитувана председателки, не врз основа на изјава. Не може дечкото да се откаже од нешто што го нема. Тој нема мандат. Ајде да видиме кога има мандат. Значи, вие како верификациона комисија имате право да оспорите мандат, но вие да оспорите, не тој сам себе да си го оспорува. И вели, член 15, собранието може да ја одложи верификацијата на мандатот за пратеник и со заклучок да побара од ДИК заради проверка на законитоста и правилноста на спроведениот избор. Ама вие не можете тоа да го направите, затоа што извештај ДИК рекол дека Билјал Касами е избран за пратеник. По сила на закон, кога ќе се верификува мандат, треба да има избори за градоначалник во Тетово сега.
И тоа требало да му го кажете на вашиот коалиционен партнер. И вели, прифатена изјава. Ајде да видиме сега друг уставен институт, тоа е институтот престанок и одземање мандат на пратеници. Како се одзема мандат? Не е ова како ќе ви текне, бе. Има устав за ова. Ајде да видиме што вика член 58 од Деловникот. На пратеник му престанува мандат или може да му биде одземен само во случај и начин утврдени со устав, закон и со овој Деловник. Не е со начин на кој што ќе текне на дафина како ќе му одзема или ќе толкува. И друго, членот 59. Пратеник може да поднесе оставка. Биделка Сами после оваа седница можеше да поднесе оставка. Пратеникот оставката ја поднесува лично на седница. Го нема човекот овдека, по пошта ли ви ја прати или по гулоб ви ја прати. И вели, собранието без претрес констатира, собранието, почитувана колешке, не вие како верификациона комисија. Ние сите тука констатираме без претрес дека мандатот на Биделка Сами, откако ќе го гласаме, е престанат. Што направивте вие? Ултравирес акт, пречекорување на службена положба. Која сте вие? Која е таа петчлена комисија која констатира и нас ни кажува дека му е престанат мандатот на дечково, кој што прво сакал да биде пратеник, па му текнало да се врати во градоначалник. Не, тој ќе си дојде тука, ќе си седи на оваа седница, ќе си поднесе оставка после тоа, ама со денот на верификација на мандат ќе му престане неговиот мандат, затоа што е инкомпатибилен со функцијата пратеник. Тоа е легалната процедура, но гледаме како ВМРО-вците ја сваќаат легалната процедура, како нивки им текне. Епа, чим си ги гласавте, сега ќе ги трпите уште од првиот ден. Значи, барам одговори, зошто вие, како Талјат Џафери со референдумот, си ја земавте улогата на пленум и вие нас ни кажувате дека е констатирана оставката. Не можете вие да констатирате оставка. Оставка констатира овој пленум, а не петчлена комисија. Ви благодарам.